Во 2017 година доаѓате на функција градоначалник на град Скопје. Ние новинарите често знаеме да кажеме таткото на градот Скопје Петар Шилегов, епитет со голема символика. Сметате ли дека како градоначалник на град Скопје направивте доволно за градот? Крајот на 2017 за волја на вистината и да, за овие 14-15 месеци како сум јас градоначалник во градот, кој што го предводам, се сработија сериозно многу работи кои што недостасувале во минатото, а кои што се основа за да може да се реализираат работи за кои што јас и во кампањата зборував, меѓутоа и кои што се очекувања на нашите сограѓани, затоа што за жал овој град немаше нити стратегија, нити имаше оперативни системи кои што требаше, кои што би можел ја со моето доаѓање да ги надградам. Што значи дека најтешкиот дел од работата во изминативе 14 на 15 месеци е сработена, тоа е да воспоставите стратегија на градот, сакате енергетска, сакате сообраќајна, од една страна, од друга страна да направите трансформација на функционирањето на јавните предпријатија за да тие бидат пооперативни системи од тоа што биле, да смените определени работни навики и тука кај администрацијата и во функционирањето на јавните предпријатија, така што очекувам дека полека ќе влеземе во полето на визибилност за да промените, односно резултатите од тоа што го се работеше во текот на изминативе 15 месеци бидат видливи. Впрочем, најчесто функцијата на градоначалник се поврзува со изградба на инфраструктура. Кога дојдов јас за градоначалник во овој град, освен еден проект за тендерирање, не беше сработено ништо во смисло на квалитетна документација по основ на која што ќе може да ги спроведете постапките и во сериозни проектирања беа започнати во текот на минатата година, дел завршија и почнавме да ги реализираме, особено во северниот дел на градот. Веќе знаете дека Христијан Тодоровски Карпош првата фаза ја завршивме, втората започнавме со земјаните работи, сме излезени веќе на обиколници, очекувам во 2019 дека таа делница во целост ќе биде завршена. Босна и Херцеговина булеварот е веќе започна првата фаза да се реализира, втората е предметна постапка која што допрва започнува. Завршено е проектирањето на булеварот Хрватска, завршено е проектирањето на нешто што го најавивме минатата година, тоа е булеварот Асном и нареднава недела ќе започне постапката на јавната набавка за изведба на булеварот Асном. Започната ни е експроприацијата низ Кирамидница, повеќе од 30% веќе да речам имаме расчистено, ама тоа е дел, знаете, што е невидлив и едноставно ги создавате условите за да влезете во визибилност. Од друга страна, завршени се постапките за новите канти за джебен отпад, за комунални возила, за комунална хигиена. На 10 завршува постапката за новите контейнери кои што јас ги најавив и тие веќе пролетва ќе можеме да ги гледаме на нашите улици, така што полека ќе дојдеме до определени точки за кои што јас зборував во текот на кампањата, кои што се очекување на граѓаните, а кои што се со најсовремените европски стандарди. Така што Да може да заклучиме дека генерално вие како градоначалник сте задоволни од вашата работа, меѓутоа сте свесни дека голем дел од граѓаните имаат забелешки во делот на вашата работа. Меѓутоа, ајде тоа ќе оставиме наредниот период да видиме како ќе се одвива се она што имате ветено. Она што луѓето не го знаат и е нормално. Легитимно право имаат да имаат забелешки. Е многу нормално да не го знаат. Ние сепак имаме определени обврски да определени постапки ги спроведеме согласно закон. И сега тоа изискува време. Значи не можете вие, ако сте немале проект за изведба на улица, вие мора да спроведете јавна набавка, да изберете проектантска фирма, проектантската фирма да ја даете рок да ја испроектира, па потоа да ја пуштите јавната набавка за изведба на улицата. Сето ова, као 4 точки кои ќе кажаме, еден временски размак од најмалку 10 месеци. Започнувајќи од најобично гребење на асфалт, вие мора да сработите најпрво проектот. Меѓутоа, на крај сме со проектирањата, дел веќе почнуваме да ги имплементираме и делот што луѓето не го знаат и не ги интересира, едноставно ние веќе го имаме завршено и ќе можат веќе промените видливо да ги гледаат во текот на 2019.